Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за болестите на срцевите залистоци. Каква болест е стенозата на аортната валвула? На каков начин се препознава, диагностицира и лекува? На оваа тема денеска разговараме со доктор Илија Нешковски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во болницата Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Затоа, останете на Телма. Што е тоа стеноза на аортна валвула? За болестите на срцевите залистоци денеска зборуваме со доктор Илија Нешковски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добре најдов и благодарам на поканата. Срцето е совршена природна пумпа со големина натупаница. Со секое негово пумпање, всушност крвта циркулира низ целото тело. Овој орган има неколку срцеви залистоци. Зошто е важно тие да се здрави и правилно, добро да функционираат? Да, срцевите залистоци представуваат еден вид на регулатор на протокот на крвта во срцевите кавитети, меѓутоа играат улога и во редистрибуцијата на крвта од срцето до другите органи. Тие практично ја одржуваат целокупната хемодинамика во организмот и токму затоа е важно да бидат здрави и да бидат функционални. Така, крвта инаку секогаш циркулира во една насока? Да, секако. Значи, кога зборуваме за аортниот залисток, пред да почнеме да зборуваме за болестите на аортниот залисток, може да е добро за гледачите да објасниме која е неговата функција, каде е лоциран и зашто служи. Значи, аортниот залисток представува еден вид на вентил кој што е практично позициониран на самото излезиште на аортата од левата комора. Во фазата на систола со неговото отварање се овозможува непрекинат проток на крв од левата комора преку аортата до сите органи и понатаму во фазата обратно, во фазата на диастола со нејзиното затварање, аортната валвула превенира повраток на крв од аортата кон левата комора. Сега кога зборуваме за најчести заболувања на аортниот залисток, треба да се спомене дека тоа се тие функционални, така наречени заболувања кои што засегаат функцијата на отварање и затварање на аортниот залисток. Во првиот случај, кога имаме нарушено отварање на аортната валвула, велиме дека станува збор за аортна стеноза. Во вториот случај, кога имаме неадекватно затварање на аортната валвула и пропуштање на крвта од аортата кон левата комора, велиме дека станува збор за аортна инсуфициенција. Овие две состојби се најчести заболувања на аортниот залисток. Така, сега дали пациентите ќе почувствуваат некакви симптоми, некакви проблеми доколку имаат стеноза, односно стестување на аортниот залисток или пак инсуфициенција? Така. Аортната стеноза е споро прогредирачко заболување и за жал пациентите кои што и поминува низ три фази практично, фаза на лесна аортна стеноза, умерена аортна стеноза и тешка аортна стеноза. Пациентите со лесна и умерена аортна стеноза се најчесто асимптоматски и не се свесни за заболувањето, додека пак симптомите на тешката аортна стеноза се манифестираат веќе во поодмината фаза, тогаш кога отворот на аортниот залисток станува толку мал да практично левата комора не е во можност да испорача адекватно количество на оксигенирана крв до сите органи. И токму затоа тогаш се јавуваат симптомите, а главни водечки симптоми на аортната стеноза се заморот, отежнатото дишење, појавата на градна болка и во поодминатите фази, значи кај тешка симптоматска аортна стеноза доаѓа и до појава на синкопи или нагол губиток на свест. Значи онесвестување, така? Онесвестување, да. На која возраст обично се јавуваат овие проблеми? Најчесто, како што ви кажав, тоа е споро прогредирачка болест и најчест причинител на аортната стеноза, збориме процентуално, постојат повеќе причинители, меѓутоа најчест причинител
е калцифицирачката аортна болест. Таа доведува до споро депонирање на калцифицирачки депозити на аортниот залисток и после одредено време, значи години потоа, доведува до симптоматска тешка аортна стеноза. Затоа, практично иницијалната диагноза на тешка аортна стеноза се поставува кај повозрастните пациенти и најчесто се јава кај пациентите помеѓу 65 годишна и 75 годишна возраст. Се среќава некогаш и порано? Да, се среќава порано. Тоа е кога имаме друг причинител за појава на аортната стеноза, а тоа е бикуспидната аортна валвула. Во физиолошки услови аортната валвула, како што напоменав, има 3 ливчиња. Меѓутоа, оваа вродена аномалија ги предиспонира пациентите да имаат 2 залистока. Тие 2 залистока се видело од досегашните иследувања дека не секогаш се инсуфициентни или пак се стенотични. Повеќето од пациентите со бикуспидна аортна валвула немаат симптоми. Дури разбираат за тоа дека имаат аортна стеноза на некој случаен преглед ехокардиографски. Меѓутоа се случува кај бикуспидните аортни валвули, дури и кај мали деца, да се дисфункционални и да пројават симптоми уште во раната возраст, и да е потребен третман кај овие пациенти. А дали до овие болести може да дојде и поради некои вирусни или пак бактериски инфекции? Да, секако. Нарушувањето на функцијата на валвулите, вклучително и аортниот залисток, може да се појави како последица на така наречен ендокардит на валвулата. Тоа е воспаление на аортниот залисток, кој што понатаму може да резултира со појава на аортна стеноза или аортна инсуфициенција. Дали ревматската треска, која што е последица на стрептококните инфекции, доведува до ваков проблем или не? Да, доведува. Ревматската треска е еден се уште во литературата наброена како трет најважен причинител на аортната стеноза, меѓутоа за среќа е предоминантна само во земјите во развој, во развиените земји ревматската треска се помалку се среќава како причинител на аортната стеноза. Иначе, она што е интересно, зборам од аспект на диагностиката, таа е системско заболување, како што кажавте, предизвикано од репетитивни нетретирани стрептококни инфекции и предизвикува фиброза на аортните ливчиња и еден специфичен наод на комисурна фузија, слепување на трите залистоци, на кои што понатаму така променети се дополнително надградува и калцифицирачки материјал, така да многу е специфична за препознавање на ехо, меѓутоа со оглед на тоа што е се поретка како заболување, се помалку среќаваме пациенти со аортна стеноза предизвикана од ревматска треска. Но самата стрептококна инфекција, да речеме, на грло, може да ја предизвика оваа промена на залистокот доколку нема ревматска треска или не? Не, може, затоа што стрептококните ангини, кога се нетретирани, можат да предизвикаат воспаление не само на ендокардот, односно на валвулите, туку може да донесат и до инфекции на миокардот, односно на срцевиот мускул, кои што имаат уште по-сериозни реперкусии по срцето. И сега на каков начин, доктора, сето ова се препознава? Дали лицата кои што имаат стеноза на аортниот залисток ќе се соочат и со проблем наречен шум на срце? Да, шумот на срце е практично дел од иницијалната диагностика на аортната стеноза. Шумот на срце се слуша при аускултација, обичен преглед со стетоскоп, лоциране на аортното устие и речиси секој еден добро обучен матичен лекар може да препознае шум на аортното устие. Велам дека е дел од иницијалната диагностика, бидејќи секогаш кога ќе се постави сомнение за постоење на систолен шум на аортно устие, пациентот треба да се препрати во специјализирана установа, каде што се прави ехокардиографски преглед и се практично дефинитивно диагностицира или исклучува постоењето на аортната стеноза. А дали ехопрегледот ќе го открие овој проблем? Да, апсолутно. Ехокардиографијата, трансторакалната ехокардиографија е златен стандард во диагностиката на
аортната стеноза. Таа не само што ни овозможува директно да ја визуализираме аортната валвула и промените кои што се појавуваат на истата, туку преку директни и индиректни мерења ни овозможува да го одредиме и степенот на аортна стеноза. Со дел од планиметриските мерења кои што се прават на ехокардиографски преглед, може директно да се одреди ареата на аортната валвула или попросто кажано површината на отворот на аортната валвула. Значи, се смета дека отворот кај една здрава, нормална валвула која што функционира нормално, изнесува меѓу 3 и 4 см квадратни. Кога станува збор за стенотична валвула, се вели дека ареа под 2 см квадратни веќе треба да се смета за лесна аортна стеноза. Кога ареата ќе падне под 1,5 метар квадратен, станува збор за умерен степен на аортна стеноза, додека ареа под 1 см квадратен се смета за тешка аортна стеноза. Секако постојат и индиректни мерења кои што укажуваат на аортна стеноза. Тие се повеќе хемодинамски, значи се мерат брзините на проток низ аортниот залисток и се мери притисочниот градиент на аортниот залисток. Генерален консензус е дека за тешка аортна стеноза станува збор кога брзината на проток ќе се покачи над 4 метри во секунда, а средниот притисочен градиент низ аортната валвула ќе постигне повеќе од 40 мм на живен столб. Значи сето ова, степенот на аортната стеноза на односно на аортното стеснување можете да го процените со еден ехопреглед? Да, најчесто велам затоа што во многу ретки случаи може заради лош ехокардиографски прозор, особено кај пушачите или пациентите со хронична обструктивна белодробна болест, аортната валвула да не биде доволно достапна за визуализација. Во тој случај се преминува на еден друг тип на ехокардиографија, тоа е трансезофагеалната ехокардиографија. Се користи сонда со која што преку хранопроводот се доаѓа поблиску до срцето и се евалуира аортната валвула од поблиска дистанца. Зошто кај пушачите е проблем да се направи ваков класичен ехопреглед понекогаш? Не е секогаш проблем, меѓутоа хроничните промени на белодробното ткиво кои што се јавуваат кај пушачите и пациентите со ХОП, често знаат да бидат проблем во однос на ехогеноста, односно на пробив на ултразвукот низ белодробното ткиво. И во тој случај се прави всушност овој преглед преку хранопроводникот. За да се избегне белодробното ткиво. Ќе ги вклучиме гледачите, докторе, од овој момент да постават прашање во денешната Телма амбуланта на темата на која што говориме, почитувани емисијата Контактна. Ние, докторе, продолжуваме понатаму откако ќе се процени степенот на стеноза. Дали секогаш се пристапува кон медикаментозен третман? Може ли на пациентот да му се каже само дека ќе се следи неговата состојба и при тоа да не прима никаква терапија, или пак веднаш треба да се примени нешто? Се зависи во која фаза од болеста е диагностицирана аортната стеноза. Во почетните фази, значи на лесна аортна стеноза и умерена аортна стеноза, се препорачуваат две работи. Следење на ехокардиографско следење на аортната стеноза и се препорачува практично контрола на така наречените перципитирачки ризик фактори. Тоа се фактори кои што не влијаат директно на стварањето на аортната стеноза, меѓутоа се смета дека може да го забрзаат прогресот на аортната стеноза. Да доведат до влошување. До влошување, така, односно брза прогресија до наредниот најтежок степен на аортна стеноза. Тука спаѓаат диабетот, хиперлипидемијата, односно нарушениот липиден статус кај пациентите. Пушењето е еден од ризик факторите и тоа е тие перцепитирачки ризик фактори, да. Меѓутоа, овој, да речам, пристап на следење и третман на ризик факторите се однесуваат само на овие два стадиума на аортна стеноза. Тешката симптоматска аортна стеноза речиси секогаш постои, кај неј за секогаш постои индикација за репласман, односно замена на аортната валвула. Доколку е почетната фаза на болеста? Колку често треба да се прават вакви контролни прегледи? Да, во рана фаза, значи каде што имаме ехокардиографски знаци за лесна аортна стеноза,
препораките од Европското кардиолошко здружение е ехокардиографски контроли да се прават на 12 до 24 месеци. А кај умерената аортна стеноза, со оглед на тоа што веќе стадиумот е напреднат, се препорачува малце почести контроли на 6 до 12 месеци, кога ќе добиеме градиенти кои што се блиски на тешка аортна стеноза или аортна валвула, а пациентот е се уште асимптоматски, тогаш неговите контроли се баш на 6 месеци треба да се следи валвулата. Ќе вклучиме гледачи и потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Да, вие сте во програма, повелете. Сакам да го прашам докторот, пред 5-6 дена направи на плуќа снимка и вели засилен, и за срцето ме интересира, засилен белодробен цртеж без знаки за консолидација на паренхомот. На паренхимот. Сега, срце аортално зголемено во лево. Пишува. Што значи тоа? Дали треба да направам ехо на срце и дека тоа ќе се види повеќе? Така, што значи ова зголемување на лево? Искрено да ви кажам, често во рентген наводите среќаваме такви, да кажам, описи и коментари. Не може рентген диагностиката веќе одамна е напуштена како релевантен, да речам, како релевантен критериум за диагностика на срцеви или аортни заболувања. Меѓутоа, доколку пациентот има симптоми кои што одговараат на симптомиве кои што ги набројавме, не е лошо да направи кардиолошки преглед базичен. Значи не е лошо да се направи, а доколку нема симптоми? Доколку нема симптоми, мислам дека нема потреба посебно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Го очекуваме, да, следниот гледач, повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Видете. Ало? Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Најдобро е сосема да го исклучите, за да можеме нормално да комуницираме. Ова молба ја упатувам и до сите следни гледачи што ќе се вклучат во денешната емисија да го намалат тонот на телевизорот. Да, ве слушаме одлично. Повелете. Имам проблеми, би сакал почитуваниот доктор да го прашам. Аритмија се јавува често пати на електрокардиограмот, знае да кажи нормала, некогаш абнормал. Фреквенцијата на работата на срцето кажува некогаш до 110, некогаш е 70, сепа 60. Дали аритмијата, прием лек бипресо, би можела да доведе до ваков случај како што го вика докторот стеноза или стенокардија? Поздрав до докторот, би сакал да ми одговори. Така, само да нема некој прашање, докторот, имате прашање? Не, ви благодарам за вклучувањето во програма. Победете. Значи, сега вака прво да расчистиме со термините. Аортната стеноза и стенокардијата, стенокардијата е симптом, значи градна болка во превод, а аортната стеноза е стеноза на аортната валвула. Аритмијата која што ви е диагностицирана, односно која што ви е прикажана на ехото, сега не знам точно која правил диагностиката, може да биде предмет на доиследување во смисол на 24-часовен ЕКГ холтер, доколку постои суспекција за постоење на некоја посериозен тип на аритмија, суправентрикуларна или вентрикуларна. Најдобро ви препорачувам во таков случај, ако имате дилеми или ако матичниот лекар има дилеми за каков тип на аритмија станува збор, да направите 24-часовен холтер, каде што во тек на 24 часа ќе се регистрира работата на срцето и ќе можеме да направиме адекватна анализа за работата на срцето во различни периоди од денот. Уште двајца гледачи очекуваат да се вклучат во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака поздрав до вас и посебно до докторот. Благодарам. Можда малку е вон темата, се работи за венски калцификати.
фатени, снимени на случајно колено снимано и тука се видела и венски калцификати, па се што треба да прави, се работи со сестра. Што треба понатаму да... Што може да се преземе и за каков проблем станува збор? Предпоставувам и тоа ви интересира. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, пак ќе ви кажам, значи, калцифицирачка болест на венскиот систем на нозете е многу ретка состојба. Калцификати на артериските крвни садови во нозете почесто се диагностицираат. Значи, прво треба да видиме дали станува збор за калцификати на венските крвни садови, кои што ретко се среќаваат, или на артериските крвни садови. Пристапот е различен, бидејќи ако има знаци за венска инсуфициенција, треба да се направи флеболошки преглед кај трансфузиолог. Доколку станува збор за калцифицирачка болест на артериите на екстремитетите, тогаш треба да посетите кардиолог, да се направи доплер на артериските крвни садови на нозете и да се утврди колку е значајна таа стеноза и дали понатаму би предизвикала некакви проблеми во циркулацијата на долните екстремитети. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден и за него. Ало? Во програма сте. Вака, се јавам пациентка од Крива Паланка. Ке ве молам ако може едно прашање. Секако повелете. Беше во Жан Митрев на преглед. На ехо ми кажаа дека срцето ми било без зголемување. А ме пратија на компјутер да ја снимам тие каротиди. Вака пишува на прегледот. Атероматозни промени на аркус аорта и АД десно со видливи ор во својот цервикален дел. Па ќе ме молам, а срцето ми лупа од време на време и ми прескокнува кога мерам притисокот. И ништо повеќе не ми дадоа, едино масидо ми дадоа тие некоја пчиња за срце и повеќе друго не. Па дали ќе треба нешто повеќе испитивање, а тоа лупање на срце многу одамна ми га имам и сега кога ќе мерам притисак, па да повторим, Така го чувствувате? Па ќе ме молам ако може доктора да ме објасни. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Да, видете, сега не го разбрав вториот дел од наводот, меѓутоа калцифицирачките промени на аортата сами по себе не значат ништо посебно, особено кај возрастни пациенти. Такви промени се јавуваат и често ги среќаваме дури и на ехокардиографски преглед. Наводот на аортата кој што е запишан е најверојатно спореден навод, затоа што вас би бил индициран компјутер на каротидни артерии и церебрална ангиографија. Таму е поважно каков е описот на каротидните артерии и вертебралните артерии. Обично индикација за тој тип на компјутерско снимање постои кај пациентите кај што има суспекција за каротидна болест, односно болест на големите крвни садови на вратот. Тие што ја носат крвта всушност во мозок. Така, да. Така, докторе, доколку аортната стеноза е напредната, што може да се преземе? Постои ли некој лек за да се обнови Вака, значи... валвулата, односно за листокот? Значи, во услови на тешка аортна стеноза, единствено решение за проблемот е репласман на валвулата. Замена. Додека кај пациентите со лесна до умерена аортна стеноза, воведувањето на хиполипемична терапија, терапија за контрола на диабет, терапија за контрола на притисок, можат да на некој начин ја успорат аортната стеноза, односно преминот од стадиум во стадиум да го успорат. И тоа е она што ви го кажав околу третманот на перцепитирачките ризик фактори. Сега кога станува збор за хируршкиот третман, тоа е веќе една цела поголема тема која што верувам дека ќе биде особено интересна за пациентите, односно за која што најмногу во моментов се интересираат и пациентите и семејствата на пациентите. Тешката аортна стеноза секогаш се третира со репласман на валвулата, а во поново време, во последниве десетина години е достапен и кај нас третманот популарно наречен ТАВИ, тоа е транскатетер имплантација на
аортна валвула. До пред 10 години во нашава држава беше достапна само опцијата за хируршки репласман на валвулата. Меѓутоа, и кога постоеше само хируршки репласман на валвулата, постоја дилеми кои пациенти треба да добијат механичка валвула, кои пациенти се кандидати за биолошка валвула, а сега имаат уште една дилема кои пациенти се кандидати за тави и зошто овие кои што се за хирургија не се за тави. Па да почнеме. Ќе ги разрешиме сите дилеми. Само дали може накратко да ги вклучиме гледачите, па потоа да преминеме на оваа тема. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Едно прашање. Јас по времена имам аритмија. Еднаш месечно, некогаш и 2 пати месечно. Сега сум и на стината и денес и вчера добив аритмија на срце. Некаде до 130 откуцаи, али неправилно очекување. Значи најверојатно за атриална фибрилација станува збор. Имам одено на кардиолог, и на стрес тест, и на ехо, и на ЕКГ, све, али и на каротидите. Десната каротида ми е запушена некаде 55 до 60%. Од што може да добивам аритмија толку често? Не секојдневно, али често. Аз сега пијам Значи примате некаква терапија? Така. Добро, но важна е дилемата зошто толку често ви се јавува аритмијата, дали може да се добие одговор, докторе, на ова прашање? За аритмијата ми дадоа ксердоксо. Така. Имате конкретна терапија. Ви благодарам за вклучувањето. Добро, сега прво да ви одговорам на прашањето за аритмијата. Значи, со оглед на тоа, ми ја разрешивте дилемата со ова што ми кажавте дека ви вклучиле ривароксабан во терапија. Најверојатно станува збор за атриална фибрилација или за предкоморно треперење. Таа е една од најчестите аритмии која што се јавува кај пациентите. Тоа што кај вас се појавува повремено, а не е перманентна аритмија, значи дека станува збор за еден облик на така наречена пароксизмална атриална фибрилација. Е непријатна затоа што кај тие перманентни атриални фибрилации кои што постојано траат, ние имаме една стратегија на третирање. Значи, или да се целосно терминира аритмијата, или доколку не можеме да го конвертираме пациентот во нормален синус ритам, тогаш гледаме да го нормализираме пулсот, за да се изгубат симптомите од брзата работа на срцето. Кај овој тип на пароксизмална аритмија има една стратегија позната како pill in a pocket strategy. Значи, овие пациенти треба да носат еден специфичен лек антиаритмик, кој што треба да го земаат само при пристапи на атриална фибрилација. Можете да дојдете слободно на контрола, ќе ви ги разјасниме комплетно сите понатамошни потребни третмани. И она што е важно е дека антикоагулантната терапија која што ја земате, во вашиот случај превенира појава на мозочен удар и е многу важна и затоа треба да ја земате редовно без пропусти. И последното прашање од гледач во денешната Телма амбуланта ќе го слушнеме во продолжение на емисијата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Поздрав за докторот и до вас. Ви благодарам. Јас имав вртоглавица, замор и утекување на нозе. Леже во болница во државна 10 дена и ми препорачаа пейсмекер. Не слушате? Да, одлично ве слушаме, да. И јас се двоумев што да правам, бев у Жан Митрев. Сега кај доктор Никола Ѓоргов. Добро.
Никола Ѓоргов ми препорача на терапија, што многу добро ја користам и многу голем поздрав за него. Терапијата немам оток на нозе, немам мртоглавица и немам ни замор. Само скапи се лековите ги набавувам од Србија и од Црна Гора. Еден лек е тоа, еднаш дневно го пијам и многу добро се осеќам. Многу поздрав до Никола Ѓоргов. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма, секако ќе биде пренесен поздравот. Докторе, сега ќе се посветиме на она што го споменавте како најчести дилеми меѓу пациентите кои што имаат стеноза односно стестување на аортната валвула. Дали да се направи ТАВЕ или да се направи хирургија? Од што зависи кој пациент за што ќе биде кандидат? Вака сега, значи... ТАВЕ е процедура за замена на залистокот без операција класична. Без класична операција, без стернотомија, значи... Без отварање на градниот кош. Без отварање на градниот кош. Како се изведува? Имплантацијата се изведува преку феморална артерија, значи преку артерија на ногата, со специјален деливери систем, значи преку аортата, валвулата се испорачува на аортна позиција и сега имаме тука два типа на валвули, имаме балон експандирачки валвули и само експандирачки валвули. Ако станува збор за балон експандирачки валвули кои што ние ги користиме во нашата болница, на аортна позиција се надувува балонот и се пласира валвулата на местото на старата нативна валвула. Кај само експандирачките валвули, значи системот се повлекува и валвулата се отвара. Така да е малце различен пристапот. Меѓутоа, како и да е, најважниот дел е тоа што е минимално инвазивна процедура и што закрепнувањето и компликациите после интервенцијата се многу помали во однос на хируршкиот пристап. Сега, проблемот е во тоа и затоа индикацијата се уште стои само кај пациенти со висок ризик за операција и кај возрастни пациенти, затоа што како и да гледате, иако во светот веќе 20 на години се имплантираат ТАВИ валвулите, тоа не е доволен период за, да речам, како да кажам, солиден follow-up, за солидно следење, за солидно следење на последиците и исходите од ТАВИ процедурата. Токму затоа... Тоа значи кај младите се препорачува класична хирургија? Да, класична хирургија се препорачува. Значи, кај луѓето кои што немаат зголемен ризик, немаат коморбидитети во смисол на хронична бубрежно оштетување, хронично респираторно оштетување, тешка срцева слабост, кај тие пациенти може да се изведе комотно хируршка замена на аортната валвула. Зошто? Затоа што хируршката аортна валвула многу подолго време, многу се поголеми искуствата со имплантацијата и имаме многу по-реален follow-up, односно следење и сме свесни за исходите од хирургијата. Сега, кога станува збор за хируршки имплантираните валвули, тука постојат уште две дилеми со кои што често се соочуваат пациентите, тоа дали ќе биде имплантирана механички залисток или ќе биде имплантирана биолошка протеза. Сега да кажеме за двата кои се добрите страни, а кои се недостатоците. Механичката аортна валвула има подолг рок на траење, се смета дека дури 20 на години може да функционира без никакви проблеми, бидејќи ливчињата на механичкиот залисток се метални и не се склони на детерорација, значи не се уништуваат така лесно. Не рекалцифицираат и така натаму. Меѓутоа, самото присуство на металот ги прави по-подложни на тромбоза. Сега, заради тоа, овие пациенти се пролонгирано време, односно не пролонгирано, доживотно после операцијата треба да примаат терапија за разредување на крвта, тоа е антикоагулантна терапија по шема, и мора постојано да имаат оптимално ниво на разредување на крвта. Постигнато тоа се мери со трансфузиолошки проби. Проблемот на механичката валвула е тоа што овие пациенти, освен што имаат
да речам, подолг очекуван рок на валвулата, истовремено се посклони на крваречки компликации заради употребата на антикоагулантна терапија. Биолошката валвула пак, која што е хируршки имплантирана, има негде за 5 години помал просечен век, меѓутоа предноста кај нејза таа е изработена од бовин перикард, значи тоа е говедски перикард, кој што практично има слични карактеристики како нативниот залисток, и КНЗ антикоагулантна потреба има само во првите 3 месеци после операцијата, односно додека епителизира, односно валвулата се вклопи со околното ткиво. Понатаму пациентите живеат без никакви посебни лимити или обврски, да кажем. Но по известно време ќе има потреба за замена. Е сега слаба, да, условно кажано, она што е слаба страна на биолошката валвула е што исто како и нативната валвула ќе има предиспозиции за рекалцификација. Кога станува збор за ТАВИ процедурата, за онаа прва процедура што ја опишавте, каде што нема класичен хируршки рез, дали може да се направи второ градување на валвула? Може, и тоа е една од големите перспективи сега на ТАВИ интервенцијата. Тоа се така наречени valve-in-valve процедури или вградување на валвула во валвула. И се особено ветувачки кај пациентите кои што имаат претходно имплантирана хируршки имплантирана биолошка валвула и не напоменав, има уште една специфична хируршка техника за декалцификација на аортната валвула. Во услови кога аортниот корен е мал, кога имаме тоа се вика small root аорта, некогаш не е возможно да се имплантира дури ни хируршки валвула, па тогаш хирурзите прават опсежна декалцификација на аортниот анулус и на аортните ливчиња. И тогаш велиме дека имаме реконструирана, декалцифицирана нативна валвула. За нејзе прогнозите за longevity, односно за долготрајност, се некаде слични како и за биолошката валвула. И сега оваа имплантација valve-in-valve и имплантација на ТАВИ валвула кај декалцифицирана валвула внесува една сосема нова димензија за трајноста на имплантираната биолошка валвула. Значи, рачунајте ако кај 75 годишен, да речеме, пациент, вградите биолошка валвула која што има очекуван, да речем, некој просечен век од 15 години, на 90 годишна возраст он ќе стане кандидат за ТАВИ валвула, секако. И тамо можеме да имплантираме валвула за разлика од механичкиот залисток кој што не е погоден за valve-in-valve техника. Така. Неодамна во болницата Жан Митрев беше направена една сложена операција кај срцевите валвули, кај срцевите залистоци. За што стануваше збор? Да, направивме една, да речам, процедура хибридна, комбинирана, бевме комбиниран тим хируршки предводен од доктор Жан Митрев и тим од интервентни кардиолози. Значи, тамо се направи практично имплантација на ТАВИ валвула на митрална позиција. Значи, имавме пациентка, да, имавме пациентка која што беше оперирана од митрална валвула, нејзината митрална валвула беше заменета со биолошка протеза, биолошката протеза со тек на времето станала нефункционална, а пациентката беше со многу коморбидитети. И се очекуваше дека нема да има добар исход од хируршката интервенција, односно дека ризикот за класична хирургија и реимплантација на нова хируршка валвула ќе биде голем, и се одлучи со минимално инвазивен пристап, значи со минилатерална торакотомија, без употреба на машина за екстракорпорална циркулација, да се имплантира трансапикално, значи низ врвот на срцето, да се имплантира, овде имате приказ, значи на митрална позиција да се имплантира, условно кажано, ТАВИ аортна валвула. И процедурата помина одлично и пациентката
доста подобра кондиција, колку што знам од колегите на интензивна нега. Одлично. И да ви посакуваме добро здравје. Апсолутно. Докторе, кога ќе се направи замена на аортниот залисток, што понатаму? Како изгледа процесот на опоравување? Дали пациентот може да се врати на нормалниот живот? Или пак, веќе споменавте, ќе има доживотна терапија, може би некакви ограничувања, забрани? Да, вака видите, значи, третманот на тешкава аортна стеноза и хируршкиот и интервентниот се, може да кажам, доста благодарни интервенции, бидејќи она што е најважно, прво, веднаш после операцијата или интервенцијата, симптомите кај пациентот исчезнуваат, а времето на опоравок после операција е некаде, да речам, месец до два, додека пациентот дојде во целосно полно здравје да може да си ги извршува, мислам, секојдневните обврски. Меѓутоа, се враќа во комплетна кондиција како да не бил воопшто болен. Значи може да бавува буквално секакви обврски, дури ако се бавил со спорт, може да продолжи да спортува. Истото се однесува и со тави процедурите, меѓутоа со оглед на тоа што ги користиме кај повозрастни пациенти, сигурно ќе бидат симптом фри, сега колку тоа ќе бидат кондиционо добри, тоа зависи. Но може да им се подобри кондицијата? Апсолутно, тоа не е спорно дека општата состојба значајно се подобрува и симптомите исчезнуваат веднаш после имплантацијата на валвулата. Докторе, пациентите многу се плашат кога станува збор за замена на залисток. Така. Оправден ли е стравот? Со колкави ризици се проследени овие зафати? Па видете сега, со постоењето на двата модуса се практично на некој начин оптимизираше ризикот, да кажам, од операциите и реоперациите. Тоа е исто така голем бенефит од појавата на тави процедурата. Зашто? Затоа што кај пациенти кои што се во добра општа состојба, кои што немаат придружни заболувања, ризикот од хирургија на аортната валвула е негде помеѓу 1 и 3%, зборам за смртни или сериозни компликации. Меѓутоа, толкав е ризикот и на аортокоронарниот бајпас. Значи, една рутинска, да речам, операција која што се прави кај нас. Со појавата на тави процедурава, практично високоризичните пациенти ги насочивме во третман со тави. Овие кои што немаат придружни заболувања и немаат толку висок ризик, не ги изложуваме на ризик на реоперација, каде што ризикот сега од 1 до 3 ќе премине на 40 до 50% од можни озбилни компликации. Што доколку вештачкиот залисток не е доволен за се овозможи правилна циркулација на крвта? Мислите, ако не функционира правилно? правилно? Ако не функционира правилно. Да, тогаш е оној модус за кој што говорев претходно, значи имаме... Може ли веднаш да се пристапи кон следен зафат? Тави процедура? Тави или некоја друга? Да, за тави процедура дефинитивно може да се пристапи, меѓутоа обично хируршки вградените валвули не детериорираат така брзо. Пак ќе ви кажам, хируршки вградените валвули веќе имаат добро установен век на траење. Проблемот со рекалцификација на биолошка хируршки имплантирана валвула може да се реши со имплантација на тави валвула во веќе имплантираната биолошка валвула. И тука го решаваме проблемот и му даваме шанса на пациентот да има уште одреден период, за сега нели според фоллоуапот негде околу 10 години со тави валвула. Колку често се прават овие процедури? Па сега искрено можам да говорам за нашата болница. Значи, ние сме на некој начин според бројките, не според мој личен впечаток, според бројките еден од водечките центри во регионот, според бројот на успешни операции на аортната валвула. Што се однесува до тави процедурите, ги работиме во последните 4 до 5 години, и малку сме лимитирани со оглед на тоа што тие се
процедури кои што одат под фондот и бројката на процедури ја одредува фондот на годишно ниво. Меѓутоа, мислам дека имаме имплантирано негде повеќе од 150 валвули за сега. И кога ќе дојдат пациентите кај вас, кои се начистите прашања? Предпоставувам дали ќе ми ставите валвула која што е од органски материјал или механичка? Да, тие се тие дилеми. Не спомнавме околу изборот за односно не дозавршив за изборот на механичка и биолошка. Постои заради сите оние добри и лоши страни кои што претходно ги набројавме, има еден генерален консензус помеѓу хирурзите дека механичката валвула е резервирана за пациентите под 60 годишна возраст, додека имплантација на биолошка валвула се вградува кај пациентите над 60 годишна возраст. Тави валвулата се вградува кај пациенти над 75 годишна возраст. Значи има строго утврдени критериуми. Така. Сега, за тави валвулата уште не напоменав дека освен овие вклучувачки критериуми, збориме коморбидитети, во смисол на ризик, како ризик фактори за операција, возраста, тие се вклучувачки фактори. Меѓутоа имаме и исклучувачки фактори, значи и да ги исполнува условите од овој аспект. Например, ако пациентот има аневризма на аортата, значи неизлезишниот дел на аортата, Проширување на крвницата. Проширување, да. И има стеноза на валвулата, тој е кандидат за хирургија, бидејќи џабе вие со тави ќе му ја замените валвулата ако остане ризик аневризмата. Хируршкиот пристап овозможува и да се замени валвулата и да се реши проблемот со аневризмата. Истото е и со дифузната коронарна болест, односно дифузната болест на крвните садови кои што го снабдуваат срцето со крв. Доколку постои повеќе садовна коронарна болест, која што е индикација, која што не може да се третира со стент и е индикација за хируршка реваскуларизација, односно за бајпас, тогаш тој пациент со сите ризици сепак мора да се врати за хирургија, бидејќи само со хирургијата може да обезбедите и репласман на валвулата и да се реши коронарната болест истовремено. И трети исклучувачки фактор, кој што го среќаваме при имплантација на тави валвули, е постоење на периферна артериска болест, значи изразена болест на крвните садови на нозете, која што оневозможува да се испорача валвулата, дека нели рековме пристапот е преку феморална артерија, не може да помине деливери системот низ калцифицирани стенозирачките артерии и затоа таквите пациенти исто може да бидат предложени за хируршки третман. Значи потребен е еден темелен преглед, утврдување на целокупната здравствена состојба на пациентот и врз основа на сето тоа и утврдените критериуми се правите одлука кој пристап ќе биде најсоодветен за пациентот. Ја ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта. Верувам дека пациентите кои што имаат потреба за еден ваков зафат добија солидни информации и им разјаснивте многу дилеми. Ви благодарам, секогаш е задоволство да бидеме дел од вашата емисија. Почитувани, ова беше уште една емисија која што ја реализиравме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.